На пеколни горештини во срцето на главниот град, граѓани четврти ден без вода. Причина нејасна. Жителите од улицата Салвадор Аленде наводно во телефонски разговор за Алфа откриваат дека во изминатите денови навечер доаѓало помалку вода, но со слаб притисок. Тие се обратиле во контролниот пункт на јавното предпријатие Водовод и канализација кој се наоѓа во близина, но од таму им било кажано дека добиле наредба од централата да ги исклучат пумпите. Немавме вода, пак ја исклучија. Јас бев во контролниот пункт вчера и ми кажаа дека имало наредба од директорот да ги исклучат пумпите, бидејќи резервоарите се празнеле. Има наредба да се штеди. Поради ваквата состојба, граѓаните веќе одржаа еден протест, а велат дека повторно ќе излезат на улица доколку не се реши проблемот, од и вака не се живее. Зошто наредба за исклучување на пумпите среде лето и кога ќе се надмине проблемот, прашавме во Водовод и канализација, но до емитување на овој прилог не добивме одговор. Во меѓувреме, повиканата градоначалничка Арсовска за проблемот со немањето вода во повеќе скопски населби си е ишкамувата од капата. Имало многу диви приклучоци, прекумерно се трошело, а МВР не постапувало. Секој ден се фаќаат по 30 диви приклучоци, а истите ни денар не плаќаат и затоа нерационално трошат, бидејќи водата ја добиваат за џабе, а МВР не постапува. Но од полицијата велат дека тие реагираат секогаш кога е поднесена пријава и во моментов се постапува по оние кои се поднесени за диви приклучоци. МВР, односно полициските службеници и другите надлежни полициски служби секогаш без исклучок постапуваат по сите пријави, доставени до организационите единици на Министерството, како и при воочување, односно забележување на одредени појави, состојби, действија и слично. Следствено на тоа, ви информираме конкретно за вашето прашање дека во моментов Министерството постапува по повеќе слични такви пријави и појави, вклучително и некои што се однесуваат на наводите од посочениот Facebook статус. Граѓаните бараат Водовод да си го реши проблемот и да им пушти вода, зашто е крајно нехумано среде жега да секнат чешмите. Особено тешко им е на повозрастните и болни лица и на оние со мали деца.